Добро дојдовте во најновото издание на информативно-економската емисија Отворено за. Вечерва мој ваш гостин е господинот Александар Пановски, градоначалник на општина Кавадарци. Добро дојдовте. Добро ве нашол и вас и вашите гледачи. Овие минути кои што ги имаме пред нас на располагање за оваа емисија ќе разговараме за се она што се случува во општина Кавадарци, за сите оние активности кои што ги има локалната самоуправа. Една од најважните работи за развојот на локалната самоуправа секако е инфраструктурата. Започнуваме токму со она што општината работи на полето на инфраструктурата. Доколку почнам таксативно да наведувам, сигурно дека ќе испуштам некои од улиците кои што ги реконструираме. Меѓутоа, нешто што е забележително за Кавадарци, тоа е влезот од кај Неготино. Значи, Кавадарци има 3 влеза и 3 излеза, од кои што до скорото сите беа на некој начин во многу лоша состојба. На моите последни состаноци во Агенцијата за патишта и Министерство за транспорт и врски инсистирав да со наша помош и со помош на Агенцијата за патишта оваа година отпочнеме едно по едно да ги решаваме овие проблеми. И еве граѓаните се сведоци дека улица Шишка, односно од Кавадарци, Глишич кон Неготино, веќе е отпочната реконструкцијата. Овие денови ќе се доасфалтира комплетно овој потек кој што е започнат и фактички Кавадарци ќе има еден добро уреден влез кога е во прашање влезот и излезот од кај Неготино. Исто така оваа година на трошок на локалната самоуправа правиме еден мал, меѓутоа многу значаен потек на влезот од кај Росоман, кој што е патем речено и најфреквентен на Кавадарци. Односно го правиме комплетно влезот од новиот кружен тек до Макпетрол. Тоа е можеби делница од 350 метри, меѓутоа е едно од најфреквентните. Таму ни треба проширување, ни треба канделабри, односно комплетно осветлување и да, еве, од вкупно 3 барем оваа година ги решиме 2 влезови и излези од градот. И да за наредната година ни остане уште еден влез во градот, а тоа е и излез од градот, а тоа е кон Прилеп, кој што патем речено и во најлоша состојба, меѓутоа се одлучивме за овие 2 затоа што сепак се многу пофреквентни за разлика од другите 2 локации. Кога станува збор за инфраструктурата, не е само инфраструктурата во градот или приодите кон градот, каква е состојбата во Кавадарци со населените места, со селата? Ние од минатата година веќе почнавме да броиме села во кои што не е потребна дополнителна инфраструктура, односно имаме селски местни заедници кои што се во 100% обезбедени со патна инфраструктура, со тротоари, со осветлување и така натаму. Во овој момент отпочнавме со постапка за набавка на светилки, штедливи светилки, да го комплетираме оно што го започнавме со градот, а тоа е да ги обезбедиме и селата со енергетски ефикасни светилки, не LED диоди, туку неонки, кои што ќе почнат да се местат од наредната недела и кои што ќе ги почнеме најпрво оние поголемите села што се блиску до градот, а потоа на крајот завршуваме и со селата во Подкожувието. Значи, имаме многу села за кои што веќе нема потреба од поплочување и асфалтирање. Останува ова и наредната година да завршиме уште со некои села, како што се Дреново, Марена и уште 2-3 села, да комплетно ги завршиме со патната и инфраструктура и со тротоарите, а потоа да се посочиме кон разубавување на селата, како што, впрочем, ќе го работиме наредните денови уредувањето на центарот на селото Дреново, со цел да, еве, долгогодишната желба на овие жители од селото Дреново ја удоволиме, а тоа е да и тие имаат едно собиралиште за помладата популација, добро осветлено, со мал тениски терен, со лудашки кои што некогаш ги поставивме, меѓутоа беа без некоја содржина. Сега ќе им дадеме и дополнителна содржина, да селото Дреново има одредено средиште за сите селани. А во овој контекст би сакал да истакнам и нашата инвестиција во автоматските хлоратори и една карактеристична инвестиција за селото Бојанчиште, кој што има 20 до 25 жители. Меѓутоа е голем потрошувач на вода. Потрошувачката на вода беше за село од 2000 жители. Меѓутоа, ние заедно со јавното предпријатие Комуналец презедовме одредени технички чекори кои што не чинеа над 20.000 евра. Таму вградивме и колектор кој што требаше да го обезбедува напојувањето на струја за тој автоматски хлоратор. Изградивме не знам колку, можеби километар нова водоводна линија.
и ги обезбедивме фактички со квалитетна вода за пиење селата Бојанчиште и Куманичево. Меѓутоа, не една недела од завршувањето на оваа работа веќе имаме диверзија од самите селани, од таму луѓето кои што чуваат стока, колекторот е украден, цевководот е веќе руиниран, односно оштетен од нивна страна. Сето тоа е пријавено во МВР, меѓутоа мислам дека е сосема недозволено да ние инвестираме за 20 жители повеќе од 2000, а потоа да ни се враќа на овој начин. Јас би сакал ова прилика да апелирам до жителите од селото Бојанчиште да пројават барем малку култура околу инфраструктурата, да ја штитат таа, бидејќи најлесно ми е мене и на директорот на комуналец да ја секнеме водата, па нека прават што сакаат тие луѓе таму. Мислам дека заради двајца-тројца кои што се таму буквално кажано хулигани и луѓе без никаква размисла, без никаква свест, на луѓе на кои што местото им е во затвор, не надвор, страда цело село. Ги повикувам еве и луѓето од Куманичево кои што се колатерална штета од неразумноста на некои од Бојанчиште да превземат нешто, да ги пријават овие сторители и да завршат таму каде што им е место. Кога станува збор за водоснабдувањето, општина Кавадарци е една од општините која што овој проблем навреме го реши. Ова лето не треба да имаме рестрикции, какви се состојбите вон населеното место Кавадарци, него во селата. Па имаме солидна состојба со водоснабдувањето. Јас го спомнав само како екстремен пример селото Бојанчиште. Меѓутоа ние вакви автоматски хлоратори вградивме и во селата Страгово, Крњево, Долна Бошава, со тенденција да понатаму и другите горни села добијат вакви автоматски хлоратори, односно тоа се селата кои што се приклучени на регионалниот водовод Лукар, меѓутоа пред хлораторската станица, и овие села изминатите години има вода, меѓутоа бактериолошки неисправна вода. И сега го обезбедивме тоа за нив, а нема да застанеме, кажав тука, тоа ќе го обезбедиме и за Чемерско, и за Бокула, и за другите села. Генерално водоснабдувањето во Кавадарци е стабилно. Во овој период, од кога го решивме проблемот со водоснабдувањето, работевме заедно со директорот на јавното предпријатие Комуналец на репарирање на постоечките песочни филтри на извориштата Лукар. Комплетно е завршена нивната репарација. И нешто што е поврзано со водоснабдувањето, а нешто што не е се уште решено, тоа е сезонското заматување на водата, за кое што имавме и експертиза од страна на британска фирма. Меѓутоа, имаме и други технички решенија, така што нема да се задржиме само на тоа што беше грант од британска компанија, кој што ни понуди одредено решение, кој што сепак чини пари. А ние имаме и други решенија кои што најскоро најверојатно ќе ги понудиме на граѓаните и со тоа, со решавањето на проблемот со заматувањето, би го решиле комплетно проблемот со водоснабдувањето на сите граѓани од општина Кавадарци и пошироко, односно системот за водоснабдување е систем за Неготино и за Росоман, а со оваа нова вода која што донесовме заедно со Росоман, очекувам да наредните неколку недели и Росоман како населено место, како општина биде комплетно вклучена на овој систем, бидејќи и во моментот Кавадарци има вишок, односно вода на прилив, односно вишокот на вода можеме да го дадеме во неограничени количини и за општина Росоман, така што селата кои што гравитираат околу Росоман и самото Росоман ќе бидат комплетно снабдени од водоводот Лукар од Кавадарци. Ова е добар пример за добра меѓуопштинска соработка помеѓу двете соседни општини. Апсолутно, ние имаме исто така релаксирани односи на соработка и со Неготино. Меѓутоа, Неготино, кога ни беа на располагање овие финансии од Министерството за транспорт и врски, не влезе во овој проект. И ние сме единствени две општини кои што ги споија своите финансии и со над 2 милиона евра учествуваа во еден заеднички проект за Кавадарци и за Росоман, односно за решавање на овој проблем за наредните 50 до 100 години. Експертите велат дека локалните самоуправи или општините, особено оние помалите, во кои што спаѓа Росоман, за да се развива треба да се здружува со поголемите соседни општини. Дали овој пример вие сега со Росоман, со водоснабдувањето, ќе го применувате и во иднина на некое друго поле? Па ние, според принципот на солидарност, веќе имаме соработка и со Димир Капија, и со Неготино, и со Росоман, па дури и со општина Велес.
Да подсетам дека со одењето на нашиот ревизор, еве 2 години користиме ревизор од Велес како резултат на договор за меѓуопштинска соработка. Меѓутоа, општина Росоман е општина која што има 5-6 вработени заедно со градоначалникот, се вкупно 7 или 8 луѓе. Така што, објективно, таа општина не може да ги исполни критериумите, да ги задоволи сите сектори кои што може една општина да ги има. Оттаму, самиот принцип на солидарност и она што го договоривме на ниво на ЗЕЛС, до крај го почитуваме и секаква техничка и интелектуална помош даваме за општина Росомон, како рурална општина која што испадна од општина Кавадарци. Во тој смисол, еве, делот на инспекцијскиот надзор, делот на урбанизмот и други стручни мислења, делот на градежниот сектор комплетно го користи општина Росомон, се до моментот додека тие не стекнат и човечкиот фактор го задоволат во сите делови и во сите сектори кои што ги покриваат, меѓутоа и во делот на екипирањето. Секогаш и во делот на стручноста на нивниот кадар. Кога станува збор за квалитетен живот во една општина, тука има многу параметри на кои што треба да се задржи и локалната самоуправа да работи. Паркинзите се еден од проблемите кои што реално ги имаат сите општини од Вардарскиот регион. Кавадарци е првата општина која што изгради функционална катна гаража. Го решивте ли проблемот? Каква е сега состојбата? Делумно е надминат? Има ли се уште простор за решавање на овој проблем? Па јас искрено кажано имам многу блиски релации со градоначалникот Чадиев од Велес. И тој ја разгледува можноста за изградба на модуларен паркинг во Велес и се надевам дека во најскоро време и Велес ќе добие. Велес има 2 можни локации, меѓутоа едната е многу блиску до договарање, така што се надевам дека и Велес ќе го добие првиот модуларен паркинг, колку што се сеќавам околу иста големина која што има и во Кавадарци. Во Кавадарци веќе имавме еден неуспешен тендер во делот на паркирањето, односно во делот на изнаоѓање на приватен паркинг кој што би стопанисувал со идните паркинзи и со зонското паркирање во градот. Распишавме прво оглас за студијата се држевме околу студијата. Студијата кажа можност за стопанисување од 4 до 10 години, ни дадовме 6, меѓутоа за 6 години по претходна интервенција и кај цените увидовме дека немаше доволно заинтересирани ни од градот, ни пошироко од Скопје и од другите градови. Така што сега на последната седница на Совет донесовме одлука да оној лимит од стопанисување на 6 години го дигнеме на 8 и да се обидеме повтор пат да најдеме некој интересент кој што би бил партнер во наредните 8 години и би стопанисувал со паркинзите. Овој концепт беше критикуван од нашата опозиција. Нивниот концепт е да прифатиме еден систем на јавно предпријатие кој што би стопанисувало со паркинзите, што според мене лично е неприфатлив концепт. Таков концепт имаме во Прилеп, кој што и според кажувањето на градоначалникот, па и како функционира релативно неуспешно или релативно успешно. За разлика од нашите апетити, ние сакаме таму да паркирањето во градот Кавадарци, кој што е град, патем речено, со најмногу превозни средства по глава на жител, да биде безпрекорно, без никакви партиски влијанија, без влијанија на роднини, пријатели и така натаму, односно на веќе јасно воспоставени правила да секој си плати и секој си надплати доколку биде фатен диво да паркира. Во моментов каква е состојбата? Има ли се уште проблеми со паркирањето во центарот на градот особено? Во центарот малку го релаксиравме со катната гаража, бидејќи ние не ја затворивме катната гаража, напротив, дозволивме бесплатно луѓето да паркираат се до превземањето од концесионерот, односно да луѓето стекнат навика. Исто така имаме уште една можна локација во центарот на градот која што може да се адаптира за за паркирање. Така што мислам дека со ова нова инвестиција, која што се надевам дека ќе биде од концесионерот, а не од нашиот буџет, да комплетно го решиме проблемот со паркирањето,
Бидејќи се сретнуваме и со друг феномен. Луѓето кои што се континуирано во рестораните и кафичите, цела ден, кога е пазарен ден, паркираат колата, час се на пазарот, час се во ресторанот, час се во кафич, така што непотребно заземаат тука место, гужвата, истите тие луѓе нели се можеби на 500-1000 метри до таа дестинација. Значи не мора да палат кола за да дојдат. Кога ќе треба да платат 20-30 денари, тогаш уште еднаш ќе се размисла дали би го правиле тоа. Нормално дека ќе има и такви луѓе за кои што не представува 50 или 60 денари никаков трошок и ќе сакат да платат. Меѓутоа сигурен сум дека ќе има и такви луѓе кои што ќе си го прават есапот, дали да платат за паркинг секој ден по 50 или по 30 денари. Господин Пановски, кога станува збор за соработка преку јавно-приватно партнерство, општината размислува на овој начин да го заживее и градскиот базен, создавање на еден модерен аквапарк кој што во текот на летниот период ќе биде идеално место за кавадарчани, па и за граѓаните околу Кавадарци. Ја морам да истакнам во оваа прилика дека градскиот базен кој што веќе го имаме и со кој што стопанисува локалната самоуправа долги години, па можеби и над една деценија, беше предмет на судски спор помеѓу општина Кавадарци и некој си концесионер кој што пред 30 и повеќе години го зел да го стопанисува. Во времето на мојот прв мандат со дополнителни напори и со ургенции до судството, до судовите, како основниот, така и апелационите судови, успеавме да го вратиме овој базен да биде собственост во локалната самоуправа и да го надминеме спорот со диво изграден објект на тој градски базен. Меѓутоа, видовме дека заради дотрајност на тој олимписки базен кој што беше расцепен и кој што ја пушташе водата и кој што на некој начин на неколку обиди се докажа дека е неисплатлив да се дава под чирија, одлучивме да на кавадарчани им понудиме нешто поразлично од градски базен, а тоа е да се направи аквапарк со тоа што нели би ги имал содржините на аквапаркот, би ја задржал димензијата на олимписки базен, меѓутоа би ги имал сите оние други попратни содржини кои што би го направиле како аквапарк и згоре на се да биде во употреба 12 месеци, тоа е да се покрие тој базен. Имавме среќа да имаме неколку, минимум 20 интересенти за оваа работа. Овие денови ја завршивме студијата за јавно-приватно партнерство. Истата студија, односно со одлука на Совет е дадено на одобрување на Советот за јавни набавки и се надевам дека по одобрувањето на Советот за јавни набавки конечно ќе распишеме повик за изнаоѓање на партнер. И еве, ако ништо друго, барем август или почетокот на септември да го добиеме тој партнер, кој што би имал доволно време нели по завршувањето на сезоната за капење да пристапи кон градежни работи и да го спреми за наредната 2016 година и конечно Кавадарци да има еден аквапарк кој што доликува на еден голем град. Неслучајно овој наш разговор го започнавме со инфраструктурата и прашањата поврзани околу патиштата Кавадарци, Езем-Јоделски регион, иако и индустријата од година во година се повеќе тука се развива. На земјоделците покрај тоа што им се неопходни сигурни, добри патишта, нели, неопходни им е и она агроберза. Долги години ја бара, се гледа ли крајот на ова барање? Ние досега тоа го компензиравме со тоа што во Кавадарци и во непосредна близина има многу откупни пунктови и многу ладилници. Меѓутоа, ова беше едно дополнително барање и од лозарите, меѓутоа и пошироко, да на државно атрактивно земјиште се урбанизира една ваква парцела, која што веќе ја имаме, и која што ќе се понуди на продажба, односно да оној кој што ќе ја купи мора да гради агроберза, не нешто друго. Така што овие денови завршивме со комплетно со сите формалности, очекувам да една дислокација на канализациона, односно на атмосферска цевка биде дислоцирана и во најкраток можен рок да ја понудиме на продажба, бидејќи неколку луѓе веќе се јавија како интересенти за оваа работа. И со тоа на некој начин да она диво продавање пред се присутно во месец август од прекупци и надкупци од Албанија, да го ставиме во едни законски рамки, да нивното купување на грозје пред се на кардинали и на оние рани сорти на грозје
да се одвиваат не на улица како што беше до сега, туку да се одвиваат на едно организирано место за кое што тие како луѓе одстрана би дошле и би платиле соодветен надомест за користење на оваа агроберза. Нормално дека агроберзата не ја формираме и не се гради само за нив. Тоа е можеби најмалиот дел. Се гради за откуп на цело земјоделско производство, на купецот на агроберзата, односно на организаторот на агроберзата, за да можеме цел вишок и на грозје и на сите земјоделски производи, како во тиквешијата, така и пошироко, организирано со ладилници да се откупуваат и да се продаваат широм државата, односно надвор од државата. Како на ова гледаат земјоделците? Па земјоделците секогаш кога имаме дополнителна уште килограм продажба со посредство на локалната самоуправа или со посредство на владата, секогаш е поздравено. Значи земјоделците минатите години многу пати сум го менаџирал спорот помеѓу винариите и лозарите и секоја година се поставува едно исто прашање, тоа е што правиме со вишокот на грозје кој што не можеме да го продадеме, а кој што фактички е една осмина од целокупното грозје, а кој што е една половина пак од пуштањето на цената. Разбирате? Значи тоа што 20 милиона килограми го имаме како вишок, ако успееме да го продадеме секоја година 20 милиона кила надвор од државата, со тоа би го продале вишокот кој што фактички секоја година ни учествува во цената на грозјето. Со тоа би направиле да домашните винарски визби бараат, а не да им се нуди грозје. Кога тие бараат, тогаш цената е стабилна и е повисока од таа што ја преговараме. Кога им се нуди нив грозјето, тогаш измислуваат малигани, измислуваат квалитет со цел да се смали цената на грозје, на квалитетот на грозјето, а и со тоа да откупат што е можно по пониска цена. Кога станува збор за агроберзата и за развојот на земјоделието, кое што ќе припомогне, несомнено е тука да проговориме малку и за фабриката Скок Трейд. Доколку таа профункционира, тогаш еден горлив проблем е решен, бидејќи станува збор за конзервна индустрија, она што е вишокот ќе се преработува и потоа ќе се продава како финален производ. Да. Значи нешто што мене лично ми бодеше во очи, секогаш кога одев за Скопје или за Росоман, тоа е едно добро, убаво здание од левата страна на реката Црна, кој што сите знаеме дека пред неколку години вработуваше неколку стотици кавадарчани, а исто толку и росоманци, и кој што наеднаш, не знам од какви причини, престана да работи. И мене и на градоначалникот на Росоман, тоа ни беше еден од предизвиците со кои што се занимававме минатите години. Во Кавадарци трн во око ни беше МИК, кој што сега е рестартиран. Ни беше исто така Дик Страшопинџор или некогашниот дрвен комбинат, кој што лека полека се крчми и се продава и се распродава на посетни собственици и мислам дека сега состојбата таму е задоволителна. Ни представуваше Фиорд кој што го купи Фени. Ни представува проблем старата локација на Даймонд, односно на Мара Димова, кој што денови има информација дека ја купил Гечев, односно ИГМ, каде што се спрема нова урбанизација и друга намена за потребите на ИГМ. Така што нешто што ни остана нерегулирано во Кавадарци, тоа е, или во бившо Кавадарци, тоа е на територијата на општина Росоман, тоа е фабриката Скок Трейд. Морам во ова прилика да истакнам моите комплименти кон заменик министерот за економија, господинот Кристијан Делев, кој што имаше сенс да при првото моje барање направам линк со еден од можните потенцијални купци на оваа фабрика. Моите информации се дека во среда за неколку дена че имаме рочиште, бидејќи компанијата се продава од стечајна маса и среќата е во тоа дека не е оваа празна продажба, туку имаме и барем една понуда за истата. Доколку успее оваа продажба, доколку нема било какви формално правни пречки во продажбата, јас сум сигурен дека и купецот кој што сака да ја купи и одма да ја стави во функција, бидејќи е на прагот и откупната сезона, сигурен сум дека и оваа година ќе имаме откуп таму на земјоделски производи. И еве, да не колниме, да не кажуваме предвремено, мојата надеж е дека таму во наредниот период од една година ќе имаме уште 200 нови работни места.
Кога станува збор за она што во наредниот период ќе се работи, а е под ваша ингеренција, пред малку рековме дека и селата не се заборавени. Вредно е да се спомене и она што ќе се случува во селото Марина, а тоа е изградбата на ново училиште. Па, според моите информации, новото училиште е веќе готово. Очекувам само да се направи примопредавање и да ја пресечеме лентата за учениците. Меѓутоа, сега е фактички мртов период за оваа работа и да го примопредаваме и да го пуштиме во употреба училиштето, сепак нели школската година почнува од септември. Меѓутоа, колку деца би учеле во тоа училиште? Точно бројката не ја знам која е, меѓутоа едно знам, а тоа е дека во Марена постои училиште, а изградивме ново. Целта ни е да ние со преселувањето на децата во новото училиште не го оставиме ова старото како такво, туку да со парите кои што ги обезбедивме од буџетот на локална самоуправа да пристапиме кон реконструкција на постоечкото училиште и да во догледно време, дали ова или во другото, обезбедиме услови и за детска градинка. Значи Марена е едно од трите најголеми села во општина Кавадарци. Моја интенција е да во наредниот период формираме одредени клонови за детски градинки во оваа село, во селото Сопот и во селото Возарци, и да фактички ова бидат првите чекори кон дисперзирање на детските градинки кон селските месни заедници, бидејќи еден од поголемите проблеми кои што пред малку ги спомнав, а тоа беше проблемот за пристапите кон градот. Втор по ранг, можеби и позначен, тоа е недостиг на места во детските градинки, кои што ги предизвикува масовното вработување во Дрекселмаер. Законски наместо 25 деца имаме над 40 деца во сите паралелки во детските градинки. Веќе изградивме една мала градинка во селото Ваташа, која што ќе биде пуштена во септември. Меѓутоа, интенција е да покрај изградба на една голема градинка за градот Кавадарци, која што ќе биде предмет на работа наредната година, да во постоечките простории, реновирани, суредени добро, опремени од страна на локалната самоуправа и од ресорното министерство, веќе почнеме и со градинка на село. Покрај изградбата на градинка во наредниот период општината треба да изгради или да оформи еден ново центар каде што ќе бидат сместени сите невладени организации кои што фактички се и потребни за правилното развивање на општината, бидејќи граѓаните нели ќе се организираат преку тие здруженија граѓански. Да, за оваа работа морам да признам дека аплициравме преку Вардарскиот регион. Тука огромна благодарност имам до директорот на Вардарскиот плански регион, Марко, кој што на мое барање направи комплетната апликација и му успеа да обезбеди над 4 милиона денари за оваа намена. И Кавадарци, верувам дека, бидејќи тендерот е завршен, некоја велешка фирма го има добиено овој тендер, очекувам да во летниот период се изгради комплетно ново центарот во Кавадарци и да тие простории кои што ни се на располагање бидат доделени со одлука на совет на најактивните невладини организации од градот. Колку невладини организации има во Кавадарци? Па точно бројот, нели, не зборува бројот за просториите за невладините организации. Знаете дека кога ќе видите во централниот регистар можеби има и стотина. Меѓутоа исто така знаеме дека многу од нив се неактивни со ниту еден проект. Многу од нив се активни само кога се во прашање некои општински пари, бидејќи ние имаме буџет и во локалната самоуправа, со кој што ги помагаме овие НВО. Меѓутоа, за нас пресудно ќе биде активноста. Активни невладини организации во Кавадарци се десетина. И еве нека бидат и 20, доколку се повеќе, тогаш можно е да ја делат една просторија две сродни невладини организации и тоа е еден джентлменски договор кој што го направивме уште пред да почнеме со овој проект. Меѓутоа, мислам дека тие имаат доблест да сродните невладини организации делат една просторија, затоа што нив сепак таа просторија не им треба 24 часа и 7 дена во неделата. Им треба тогаш кога реализираат проекти, им треба тогаш кога подготвуваат документација за апликација. Која е целта на изградбата или на оформувањето на инфоцентарот? Па инфоцентарот е исто така во текст е средување на една просторија која што беше во собственост на локалната самоуправа. Имавме една иницијатива со невладените организација Зона од Кавадарци или коалицијата Сега од Прилеп, кои што понудија да се изгради ваква просторија во која што 50-50 би било учеството. Моите информации се и покрај тоа што не сум бил во оваа просторија,
дека веќе масите, столчињата, намештајот е донесен, реконструирани се веќе јаздите, наместена е влезна врата, така што овој простор е варосан и има нов лик. Таму би бил наредниот идниот младински инфоцентар. Меѓутоа, таму е исто така, овој центар долги години го користи и една друга невладина организација, која што е една од активните во општина Кавадарци. И договорот беше да овие две, коалицијата сега и Центарот за превенција против малолетничка деликвенција, да го користат како таков и да преку оваа катче би било во функција повторно на невладиниот сектор, на младите, меѓутоа и во функција на претходната невладена организација која што ја спомнав и која што е исто така мощна активна. Веќе сме навлезани длабоко во летниот период, кога оние летни случувања им се добредојдени на сите граѓани. Кавадарци има свое културно лето, имаше неколку бели ноќи неодамна општината, меѓутоа она што е позначено е тоа дека се работи на реконструкција на Домот на културата. Па, Домот на културата е само еден сегмент, бидејќи секоја година Кавадарци, за разлика од многу други градови, организира Кавадаречка културна есен. Многу пати во смеа сме кажале дека Кавадарци е град на работачи и Кавадарци не може да има културно лето кога сите работат. Значи мора да има културна есен кога одмараат од работата и тогаш да се релаксираат со повеќе култура. Во тој смисол, секоја година континуирано го реализираме овој проект на Кавадаречка културна есен. Пред неколку дена ги сменивме и столчињата во Домот на културата, што е една од предпоследните наши инвестиции, кои што ја направивме 2/3 со средства од локалната самоуправа и со помош на Министерството за култура. И во делот на трите институции од културата, морам да истакнам дека Кавадарци најмногу со сопствени средства изврши комплетна реконструкција, па дури изградба на еден музеј. Ни остана нешто што е незавршено, тоа е зад сцената во Домот на културата, кое што ќе биде предмет на работа наредната година и со тоа наредната година би завршиле комплетно со инфраструктурните потреби на сите три културни институции од Кавадарци. А кога е во прашање е ова вашето првиот сегмент од прашањето, тоа е организирањето на културните настани. Кавадарци во текот на годината има 4 културни настани. Тоа е дочекот на Нова година. Тоа е Свети Трифун, кој што го празнувавме во февруари. Тоа беа оние белите ноќи кои што или ги споивме белите ноќи со гурманските вечери и со Баскерфест и направивме една манифестација во корист на сите ресторани, кафичи, меѓутоа и на оние кои што сакаат да изнаимат одредени штандови во паркот на Револуцијата. И граѓаните помина едно 3 ноќи во нели за прифаќање на предлогот на компанијата кој што се зафати со организирање на Тиквешкиот гроздобер, да на 28, 29 и 30 август, една недела порано од 7 септември, го организираме и познатиот Тиквешки гроздобер со многу побогата културно-уметничка програма, со многу повеќе финансии за разлика од овие другите настани, бидејќи сепак централна манифестација во Тиквешијата и во Кавадарци е Тиквешкиот гроздобер, кој што мора да биде на едно повисоко ниво. Зошто во август, а не во септември, како што традиционално години наназад се Ние секоја година, освен годините кога 7 септември кореспондира со викендот, значи секоја година го организираме Тиквешкиот гроздобер или недела порано или недела покасно. Најчесто тоа го правиме една недела покасно. Сега 7 септември ни падна во понеделник, тоа е работен ден и навистина е несвојствено да организираме во тој ден. Никогаш не се организирал. Се одлучивме порано затоа што мислиме дека славиме гроздобера не 7 септември, а гроздоберот е веќе од половина на август и отпочнат. Така што не гледам никаква пречка за тоа зошто се организира на недела порано. Напротив, септември е месец на дождови. Многу пати и вашите камери биле сведоци на тоа дека седиме на дожд, дефилеата ни се на дожд, па и концертите ни се на дожд, па заради дождот мора многу настани да се откажат. Една година го откажавме дефилето наместо во сабота во недела, а во недела ни побратимските градови и оние карневалски групи кои што беа од побратимските градови мораа да си заминат. Затоа што и понеделник и во нивните држави е
е работен ден. Така што се одлучивме во август, затоа што сепак август е посув месец или најсув месец во годината. Се надеваме дека оваа година ќе не послужи времето. Во август можевме да го донесеме и Оливер Драгоевич. А и нешто што го спомнав на последниот совет, тоа е отсуството на државниот врв заради кореспондирањето на 8 септември со 7 септември. Ослободувањето на градот Кавадарци е на 7 септември, меѓутоа и државниот празник на Република Македонија е на 8 септември. И заради тоа нити председателот на владата, нити председателот на државата, нити сите оние повисоки функционери, на пример председателот на парламентот, не можат да бидат гости на Кавадаричкиот Гроздобер и затоа се одлучивме да направиме еден спин и да ги поканеме државниот врв, па да не го достојат со нивно присуство на 28, 29 и 30 август. Нашата телевизија, да напоменам дека ќе биде овие 3 дена во Кавадарци со Тиквишкиот Гроздобер, дека вие, почитувани гледачи, ќе имате можност да проследите се оно што ќе се случува во овие 3 дена. Кога градоначалникот на Кавадарци е во студио и кога имате можност со него да разговарате, неминовно е да се постави прашањето за директор Мајер. Меѓутоа, неминовно е да се постави прашањето околу новите инвестиции, кои што всушност значат и намалување на невработеноста. А Кавадарци, за среќа, овој проблем и го нема. Па, Кавадарци има најмал процент на невработеност во Република Македонија. Меѓутоа, тоа никако не значи дека ние ќе застанеме. Пред малку ви го спомнав примерот со Скок Трейд. Значи, тоа се уште 200 нови вработувања. Навистина, оној кој што ќе го купи Скок Трейд ќе има проблем со вработување, бидејќи ќе мора повторно да увезува од соседните градови. Меѓутоа, мислам дека платата е тоа кое што ги привлекува луѓето и од Неготино и од Велес и од Прилеп да дојдат да работат некаде. Така што мислам дека ќе се најдат работници и за Скок Трейд, меѓутоа ќе се најдат работници и за новата инвестиција Coffee Cup, која што долги години ја најавува својата инвестиција. Тие ја најавија со 200 нови работници и тие веќе се присутни во Кавадарци и работат во халите на ИГМ. Меѓутоа, се уште ја немаат операционализирано нивната одлука да дојдат и да изградат фабрика, која што, патем речено, го произведува кабелот за Дрекселмайер и за Кромберт и Шуберт. И, бидејќи тие се од Тунис, им одговара да тука биде фабриката и да од тука се дистрибуира низ Македонија, низ Балканот или пошироко. Исто така, во минатиот период и Кожувчанка и Горска направија своји и го пуштија своето ново пиво, новиот производ, а тоа е пивото на македонското пиво и староградското пиво на Горска, што исто така повлекува вработување на неколку луѓе. За Кавадарци имаше интерес за купување и изградба на нова винарија, меѓутоа локацијата која што тие ја бараа е археолошки локалитет, така што имаме една мала стагнација во овој дел. Меѓутоа, морам во оваа прилика да спомнам и идните инвестициони вложувања на Штефан Вајнери, кој што е германска инвестиција и кој што веќе функционира неколку години во Кавадарци, кој што секоја година го зголемува капацитетот и оваа година ќе го изравни капацитетот на откуп на грозје со винарска визба Тиквиш. Така што очекувам и во ова винарија во иднина да имаме уште многу вработувања, бидејќи газдарицата на оваа винарија најавува идна флашара, идна дестилерија, што секако е зголемување за десетици, можеби и повеќе работни места во Кавадарци. Господине Панов, јас ви благодарам за вашето гостување. Остана уште многу прашања, многу интерес на времето, нели тоа е тоа. Само уште пред самиот крај да кажеме дека општината секогаш е на страната на своите граѓани, па така и наодамна на оние семејства чии што домови нели настрада од пожар, им помогнавте со средства со кои што ќе биде изграден покривот. Па мислам дека во Македонија не постои пример на вакво големо учество на локалната самоуправа, меѓутоа и на бизнис секторот. Целокупниот трошок кој што го прифативме е 20.000 евра. Бизнис секторот ќе покрие како донација 12.000 евра, а наши ќе бидат 8.000 евра, со што комплетно би го решиле проблемот со кровот, кровната конструкција на овие 3 семејства. Тука, еве, кога спомнавте граѓаните, да ги спомнам и набавката на инвалидските колички, електромоторните инвалидски колички, кои што треба деновиве да пристигнат во Кавадарци и на кои што ќе се приклучи уште една донација од Ротари клубот од Кавадарци, односно вкупно 4 оваа година ќе можеме да донираме на
лица со посебни потреби, односно на млади лица кои што заради социјалниот момент не можат да си приуштат да набават вака скапи колички. За се она што во иднина ќе се случува и она што ќе го работи локалната самоуправа во Кавадарци и вие и целата општина, се надевам дека ќе бидете добродојдени гости и чести гости во ова студио. Јас ви стојам на располагање и вас и на вашите гледачи. Почитувани гледачи, ова беше се што подготвивме во оваа емисија отворено за гостин мој и ваш беше градоначалникот на општина Кавадарци Александар Пановски. Останете и понатаму со програмата на регионалната К1 телевизија. За 7 дена во ова студио имаме нов гости. Пријатно.